Добре дојдете на оваа конференција што ја свика Синдикатот за образование, наука и култура на Република Македонија. Со денешна тема прв училишен ден, просветните работници во штрајк. Изложам на јавноста објаснување или извештај во однос на тоа како денешниот ден протече, колку училишта штрајкуваа, колку не штрајкуваа, што се учениците и така натака и така натака, она што се беше актуелно во изминатите дни. На моје огромно задоволство можам да кажам дека сите училишта од каде што имаме ние членови на национално ниво, значи во сите градови, во сите општини, буквално нашите членови влегоа во штрајк, така како што беше одлуката, така како што беше и упатството за штрајкување. Морам да ви информирам дека и голем број на вработени во училиштата кои што не се наши членови се приклучија кон нашиот штрајк по основ на солидарност со оние кои што штрајкуваат. Имаше училишта каде што се прифаќаа деца, каде што некаде се одржаа свечени приредби, тоа го направија вработени во училиштата кои што има работени кои што не беа наши членови, тоа по основ на закон и може да се направи. Исто така сакам да информирам дека за разлика од претходните денови кога во нашите изјави кажувавме дека се вршат некаде притисоци од страна на директори и заменици на директори за да се прифатат децата, се јавуваат со телефон по родители да ги носат децата на училиште и така натака. За волја на вистината морам да информирам дека таа појава денеска не беше присутна или може би само во дел од училишта, меѓутоа генерално морам да кажам дека имавме коректен однос на директорите и локалните самоуправи. Ситни притисоци, ако може така да се каже за притисок, можеме да констатираме да во некои општини општинските инспектори барале одлуки, записници од синдикатот и така натака за тоа дека одлучиле да влезат во штрајк, што сметам дека тоа не е нивна работа да бараат од синдикатот одлука од синдикалната организација се извинувам, одлука се носи на највисоко ниво, спроведени се сите процедури согласно законот како треба, така да мислам и тоа го занемаруваме како некој посериозен проблем или посериозни притисоци. Што понатака? Понатака, значи, очекуваме од утре да почнат преговорите со надлежните, со Министерството за образование и наука, во делот на ова прашање, прашањето за зголемување на платите во дејност на образование. Морам тука да продлечам, постои една голема забуна во дејност на образование, значи платата не бараме да се зголеми само за наставниците, него бараме да се зголеми платата за сите инволвирани во образованието, значи во образовните институции, во училиштата, вклучително тука и помошно-технички персонал и хигиеничарите. Некои ми се чини дека намерно реферуваат таква информација дека се ова што се прави само за наставниците, а не за останатите работни места, што апсолутно е невистина и тоа го демонтира. Преговорите ќе трајат до крајот на месец септември, очекуваме во овој период од еден месец да се договориме со Министерството и со владата за висината на процентот на зголемување на платите во дејност на образование. Доколку тоа не се случи, ние од 1 октомври, односно од почетокот на октомври, ќе имаме седница на Советот на СОНК како орган на одлучување, ќе расправаме околу понудената опција дали да прифатиме или не, и доколку не се прифати понудената опција, односно доколку оцениме дека преговорите се неуспешни, тогаш ќе носиме нова одлука со која што ќе продолжиме да вршиме синдикални активности, синдикални притисоци врз надлежните, се до понешто остварување на нашите барања. Се разбира дека нема да биде тема на преговори само висината на платата во дејност на образование, има и други актуелни прашања кои што заслужуваат како внимание за успешно работење на
на училиштата, така да има многу за што да се работи. Значи, кој ќе видат следчето да предпоставува, сега дека нема да има договор, дека нема да ви се покажат платите и така натаму. Какви мерки ќе предпоставите? Ќе подготвите се про образование, настава, значи, кои се конкретни чекои има да предвидат? Значи, постојат повеќе опции, од масовни протести, од генерален штрајк, од блокади на автопатишта, на патарини, на централно градско подрачје, така натака. Значи, тоа се мерки, легитимни мерки на притисок, кои што нашиот синдикат може да ги искористи. Што Советот ќе одлучи врз основа на анализите што ќе ги извршиме после преговорите, тоа наистина сега напред не би можел да ви кажем. Можни се сите опции, включително и генералниот штрајк. Дали вие како СОМ, како одружение имате информации како стојат плативе во регионот, например во Косово имаме информации во Албанија дека се поголеми плативе на наставниците. Како стојат тука работа? Да, се согласувам дека во регионот ние имаме најслаби плати. Практично со Република Албанија сме на дното на скалилото. Косово, Србија, Бугарија, Грција, да разборуваме и така натаму и бившите југословенски држави, вклучувајќи и тука и кантоните во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Србија, сите се со повисоки плати од нас. Тоа е еден и од аргументите кога одиме на преговори и одговараме. Значи, стандардот во соседните земји не е толку повисок или воопшто не е повисок за да имаат толку повисоки плати од нас. Во секој случај имаме податоците, точно податоците, тоа се аргументи тук кои што ги користат во однос на нашите успешни преговори. Дали може би во текот на вчерашниот ден разговаравте со министерот? Дали очекувате утре, во текот на утрешниот ден среда? Да, очекувам, може би телефонско јавување, ако не е повеќе видување, меѓутоа во секој случај да, бевме во контакти вчера и завчера, секој ден имаме контакти. Јас за волја на вистината кажувам дека имаме коректни односи со Министерството за образование. Имаме заедничка цел со Министерството за образование во делот на подигнување на социјалниот статус на вработените во дејност на образование, меѓутоа тоа е недоволно што ние имаме коректни односи, затоа што ни фали уште резултат. Значи не е доволно ние да сакаме, меѓутоа е добар почетен мотив за да го направиме тоа што сите го очекуваат од нас. Министерот наистина има желба да помогне, да направи во рамките на неговите надлежности за подобрување на социјалниот статус, впрочем и тој по локација е наставник, така да имам нескриен оптимизам кај мене, може би е прерано тоа да се каже, и тоа е нашите очекувања се такви дека до крајот на месецот ќе излеземе со позитивни преговори. Кои се вашите само очекувања? Колку треба да биде зголемена платата да земат просветните работници и техничкиот персонал? Колку да биде зголемена? Се вкупно, значи, јас се уште еднаш ќе подлечам да не се двоиме по работни места, него имаме ние колективен договор, имаме коефициенти по однос на тој колективен договор и секој работно место си има своја специфика и тежина на работење. Согледно тоа и платата е по некаква вертикала, по некоја скалива. Значи, ние одиме повторно во проценти, каде што се повикуваме на процентот на зголемување на минималната плата на национално ниво. И тврдиме, велиме, тоа е и факт, дека во последните 4 години минималната плата се зголемила за 25%. Ние во последните 4 години имаме зголемување на плата само 5%. И нас, практично, многу реално, државата ни должи разликата помеѓу висината на минималната плата и ова што ни го дава. Значи, ние тоа не го сметаме за зголемување на плата, ние тоа го сметаме за усогласување на платата согласно минималната плата. Законска обврска е со промена на минималната плата на национално ниво да се искоригираат платите во сите дејности согласно колективните договори. За жал тоа не е направено. И ние апелираме и бараме тоа да се направи, ништо повеќе од тоа. Тоа не значи дека и со тоа поместување, ова сега што разборуваме во проценти, дека ние ќе речеме супер готово, ние сме задоволни.
Еве сега има најава за зголемување на минималната плата, се шпекулира со бројки 15.500 денари. Сега е 12.700 ако не се лажам, и биде 15.500 ако биде. Јас навистина не би сакал да биде тоа популистички изјави од некои високи владини функционери, меѓутоа ако навистина така се направи платата минимална од државата 15.500, од која плата не сме никој работник да земе, јас тоа со поздравување ќе го дочекам, меѓутоа во истиот момент или најдоста во рок на 6 месеци барам сите други плати да се коригираат. Значи она разлика од 12.700 до 15.500, колку е во проценти? Сите од нас, вклучувајќи и вас, сите во државата треба да се подигне толку плата. Ама за жал да работите така. Иако постои законско решение кој што ги задолжува работодавачите да кажат да. Поправете ме ако грешам, чинам дека 5% најавија дека ќе има ново зголемување. Ќе се задоволите со тие во преговорите кои ќе течат во месец септември? Апсолутно не. Ние вклучени затоа го правиме овој предупредувачки штрајк на почетокот на септември, да ние, еве ќе се навратам уназад неколку месеци или години, ако сакате, ние безброј протести јавни направивме во државата, да кажеме дека ви благодариме што ни давате 5%, меѓутоа не сме задоволни. И тоа министерот го кажува, имаме ние решение, ние зголемуваме платија, тие штрекуваат. Дама, со себе недоволно е аргументот дека дава зголемување на платија, ние штрекуваме, не држи вода. 5% на еден хигиеничар од 13.000 се колку 4-6 ја за да разрешам математика, па ќе отиде во ЕТЕР. Тоа ви лафи. Значи, за тоа зборуваме. Кога би имале ние плати, не знам, најмалата плата е 15.500, најголемата 40.000, нели по разлика од ние коефициенти по работно место, тогаш би било со некакви поголеми зголемувања и 5% би значило нешто, дека вака на ситни, на ниски плати, наистина е малко.